почитувани ученици, драги студенти. Во ова видео ќе ви прикажеме како изгледа онлайн учењето со конференцискиот сервис Zoom. Ова упатство е наменето за ученици и за студенти. Ќе видите како се инсталира овој софтвер, што се е потребно да знаете во врска со софтверот, како тој се користи и како ќе учите онлайн со помош на овој софтвер. Најпрво, потребно е да се отвори официјалната страна на Zoom, таа е zoom.us. Откако ќе отвориме оваа веб страна, потребно е да избереме Join a Meeting, да земеме по предпоставка дека вашиот професор, односно предавач, веќе ви го има дадено својот ID број и веќе сте договорени со термин кога треба да имате настава. Го внесувате ID бројот на професорот. Во овој случај го внесувам мојот ID, но секој професор има свој ID. Значи потребно е да го знаете ID бројот на професорот. 5751 500 282. Избирате Join. И откако ќе изберете Join, самиот браузер тука ви дава директно преку браузер да работите, меѓутоа тука изберете Cancel. Најдобро е софтверот да се даунлодира тука преку Download and Run Zoom. Откако софтверот ќе се симне на вашиот компјутер, како во случајот тука, потребно е да се кликне на иконата Zoom и софтверот автоматски ќе се инсталира на вашиот компјутер. Откако софтверот ќе се инсталира на вашиот компјутер, потребно е да изберете повторно Join a Meeting. При првото најавување повторно ќе ви го побара бројот, ID бројот на професорот, во овој случај 5751 500 282 и внесувате ваше име и презиме. Избирате опцијата Join и доколку професорот е поврзан во тој момент, односно доколку е активната конференциската врска за онлайн учење, вие се поврзувате со професорот. Но, пред да се поврзете со професорот, предлагам да ги тестирате својот микрофон и своите звучници на компјутерот, кликајќи овде на Test Speakers and Microphones. Ќе ви се отвори нов прозор, каде што ќе слушнеме еден звук на нашите звучници. Доколку работат, избираме Yes. Доколку не, можеби не сме ги избрале точните звучници кои што ги користи софтверот. И во вториот чекор го тестираме нашиот микрофон. Избираме Yes. Доколку не, треба да избереме некој друг микрофон. На овој начин ученикот е спремен за земање на учество на онлайн настава. Избираме Join with Computer Audio и уште еднаш Join with Computer Audio и на овој начин ние се поврзуваме со професорот. Овде гледаме како информации дека наш професор е име и презиме на професорот и ова е линкот, односно ID бројот на професорот. Што имаме тука во овој софтвер? Микрофонот, кој кога зборуваме треба да се обојува во зелено, тоа значи дека функционира. Може да го исклучиме со кликање тука на иконата на микрофонот или да го вклучиме вака, понатаму да ја вклучиме или исклучиме нашата камера. Понатаму можеме да видиме колку учесници има во моментот и кои се тие со име и презиме. И како една најбитна опција е тоа опцијата Share Screen. Оваа опција возможува професорот да го прикаже својот екран кон сите ученици или студенти кои што во моментот следат онлайн настава, или некој студент може да го прикаже својот екран према професорот. Ние ќе го направиме тоа, да видиме како изгледа. Значи избираме тука Share Screen, го прикажуваме нашиот екран, потврдуваме Share и на овој начин сега, значи, на овој екран професорот не гледа што ние правиме. Овде имаме дополнителни алатки на оваа лента горе, пауза на Share Screen-от и
дополнителни алатки кои што ни овозможуваат да работиме со маусот, да селектираме, да пишуваме виртуелно текст, како на пример вака, да ги менуваме боите, дебелините на линиите, фондот и така натаму. Понатаму можеме да цртаме најразлични линии, кругови, стрелки, нешто да маркираме, да ставаме печати, да потенцираме нешто, да бришеме, да го менуваме форматот на боите, линиите и фондот на оваа виртуелна табла и се ова што сме направиле да избришеме или да зачуваме во форма на слика. За исклучување на share скринот, ученикот клика на оваа опција тука, Stop Share Screen, и на тој начин се исклучува, односно го исклучуваме прегледот на сите учесници и на професорот над нашиот екран. Овде имаме функција исто така и на чат, која што дозволува да со преку пишување комуницираме со сите или со одредени членови во наставата, односно ученици или студенти. И за крај на наставата избираме Leave a Meeting. И уште еднаш потврдуваме и со тоа го исклучуваме софтверот. За повторно поврзување со професорот постапуваме на истиот начин. Избираме Join a Meeting, го внесуваме ID бројот на професорот, избираме на Join a Meeting, го внесуваме ID бројот на професорот, го внесуваме нашето име и презиме и повторно Join и на тој начин се учи преку оваа платформа Zoom, која што светски е најпозната платформа за учење, а во следниот период ќе биде една од најатрактивните и најактивните користени платформи во нашата земја. Ви благодарам за вашето внимание.